Значи, на крајот од денот тие се финансирани од членарината од работниците. Да. И сега имате една конфедерација која што вика какво покачување на минимална плата, со кој памет? За кого работиш ти, за партијата на власт или за членството? Не ми е јасно. Од кој зимаш членарина? Од влада? Од политичка партија? Од кого? Од која структура? Или не знам, од опозиција? Појма немам. Тука сте да работите во интерес на работниците. Да барате, бидејќи еве ќе кажам низ Грција, Франција, Германија, значи таму не дај Боже да им гибнеш некоја социјално право, да им намалиш. То се дига и тука има сериозна како да кажам борба и работниците се тука, меѓутоа знаат дека имаат синдикати кои што ги заштитувале нивните права. Не се контролирани од некого. А тука ме чуди и поради тоа и потребата од гласен синдикат. Поради тоа беше потребата и од здруженијето од гласен текстилец, меѓутоа еве сега следна етапа е како да се вклучиме внатре, не на сакате како здружение, бујрумевене како синдикат, мислам, да. Тешко ќе биде бидејќи знаеме како функционира во нашата земја. Ако сте блиски до одредена гарнитура, ќе ви ги отворат вратите да влезете во институциите, да си направите членство, доколку не, никому ништо. Имате приватни фирми, каде што имате 100% членство во синдиката, на крајот работниците се јавуваат кај нас. И сега, како се учлениле 100%, не ми е јасно. И ние, у принцип, немаме поддршка од ниедна структура, тоа мора да го знаат вработените, во цел приватен сектор. И имаме, например, и да имаме тројца членови во една приватна компанија, ние сме тука да ги заштитиме. Меѓутоа, и да покажеме на останатите, 300 да речеме, дека, еве, ние сме вистинскиот синдикат и не сме манипулирани од овие или од оние, и тука сме да ги застапуваме нивните права. А не правата на работодавачите, правата на властите, правата на опозициите или права на некакви си други структури. Не, синдикатот е тука за работниците. Така треба да биде. У нормална држава сега. Да.